Изградбата на пензионерски дом во Кочани е повеќе од потребна и се наметнува со сета своја сериозност. Според најавите, ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Министерството за труд и социјална политика во целост ги поддржува сите иницијативи кои што се однесуваат на подобрување на статусот на пензионерите и на старите лица генерално воопшто. Посебно во услови кога имаме сериозна поддршка од локалната самоуправа, како што е примерот и случајот во Кочани, а од друга страна имаме и исклучително партнерски односи и голема поддршка од Сојузот на Сдруженија на пензионери, сметаме дека како влада и министерство ќе дадеме максимум во делот на обезбедување на изработка која што практично изработка на проект која што ја дава и поддршката за истата ја дава Сојузот на Сдруженија на пензионери и обезбедување на дополнителни инвестиции и средства преку европските фондови, но и заеднички со општината сме во иницијатива да обезбедиме дополнителни средства кои што ќе се однесуваат на обезбедување на јавно-приватно партнерство кое што преку постојниот систем на финансирање ќе овозможи изградба на еден прекрасен објект на ова подрачје во општината Кочани, меѓутоа тој објект, нашата интенција заедничка е да не биде само за пензионерите во Кочани, туку да биде еден објект кој што ќе биде од регионален карактер. Ние заедно со Советот ги донесовме сите документи кои што беа основни за во делот на урбанизацијата. Донесовме одлуки исто така за подпишавме договор за заеднички настап со ние да ги обезбедиме основните инфраструктурни елементи. Сдруженијето на пензионери да го изработи главниот проект, а заедно со Министерството да го тој проект реализираме. Со Министерството за труд и социјална политика најдовме еден заеднички јазик во интерес на сите пензионери од овој дел на Македонија, да се подржи една ваква иницијатива, да се изгради во Кочани, во овој убав предел, во убавина на Кочани, дом на пензионери со европски стандарди. Тоа ќе биде навистина нешто пример што го немаме во Македонија, ќе биде многу современ, а уште повеќе што ова конфигурација дава можност за пристап на еден ваков начин, затоа што ќе бидат вклучени и европски стручњаци како да изгледа овој дом на пензионери, да ги има сите функции што еден старски дом, односно пензионерски дом, ги заслужува. При денешната посета на Кочани, локацијата кај старата касарна ја посетија министерот Спиро Ристовски и председателот Драги Аргировски, во придружба на градоначалникот Радко Димитровски и председателот на Сдруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов.